Полека, но сигурно стигнавме и до рубриката Тест, а во неа ќе го имаме автомобилот кој долго се очекуваше на пазарот, а уште подолго беше најавуван. Алфа Ромео Джулија. Овој милански производител се враќа на корените, барем што се однесува до погонот и до името, но крајно модернизиран е по прашање на дизајнот. Погледнете ја само оваа предница. Осем типичниот маска наладник кој е више промовиран кај Алфа Ромео, тука се извонредно агресивните фарови и агресивниот браник. Но Алфа Ромео не се задржа само на тоа. Погледнете оваа скулптурална форма на каросеријата. Таа не е многу висока, како плочка е залепена и делува извонредно агресивно. Антената која е поставена на покривот многу наликува на BMW, но поради погонот на задните тркала кој беше традиција кај Алфа Ромео негде до средината на 80-тите години, јасна е споредбеноста и на што алудира Алфа Ромео. Но погледнете го и задниот дел. Овој фар, овој штоп светло делува како да е позајмено од ултраспортскиот Масерати. Ваквата конотација што ја нуди Алфа Ромео е извонредно спортска и динамична. Со големи амбиции Алфа Ромео сака да се врати со Джулија на патеката на старата слава, а таа стара слава е извонредно богата. Дали ќе успее со неа да ги врати купувачите, ќе видиме и од конотацијата што ја дава во внатрешноста. И поради ниската контура мора да се поклоните пред да влезете во автомобилот. Но тука ве очекува едно сосема пријатно опкружување. Особено мангупското стартување на моторот кое е ставено на самиот управувач. Тоа се сретнува кај спортските автомобили, особено кај Ферари, но и кај тркачките модели. Обкружувањето во внатрешноста е сосем пријатно. Типично италијански решен е централната конзола која во својата содржина има дисплеј кој не е многу голем, но мајсторски е вметнат во внатрешноста да изгледа дека е огромен. Исто така, во долниот гребен се наоѓа и манипулаторот за однесувањето на подпирањето и моторот. Тој во Алфа Ромео е наречен DNA, но тој означува нормално, динамично и економично возење. Уште кога ќе влезете во внатрешноста на Джулија, сваќате дека низината архитектура и намена е фокусирана на возачот. Пред него не само што доминираат сите инструменти, туку и наддимензионираниот знак на производителот, кој сака во секој момент да ве потсети не само каде се наоѓате, туку и на богатата традиција што ја има оваа миланска марка. Не е тајна дека во почетокот на 90-тите години на минатиот век претходникот на Джулија, 155-ката, беше доминантна не само во продажбата, туку и во германскиот шампионат на туристички возила. Со враќањето на пазарот со Джулија, Алфа Ромео сака да се врати на тие романтични времиња. Секогаш италијаните имале извонредни дизајнерски решенија кои никого не оставаат рамнодушен. Во внатрешноста се забележува дека има квалитетни материјали и пазено е на деталите. Но италијаните не би биле италијани ако не би забушавале некаде. А тоа го забележав баш на подпирачот на раце кој е на централниот гребен. Тој лесно се отвора, има добар капацитет, но за жал, велам за жал, многу тешко се затвара, непрецизно се затвара и тука веќе гледаме еден типичен атрибут што се однесува до италијаните.
Секој алфиста сака да извлече максимум од својот автомобил, а тоа го добива кога ќе го стави модусот на возење дајнемик. Тогаш не можам да кажам дека автомобилот се претвора во нешто сосема друго, бидејќи под хаубата имаме една сосема просечна машина, 2,2 литрен JTD мотор со 150 конски сили, кој има пристојни можности, но далеку од оние кои ги очекуваме од вистинската Алфа Ромео, но сепак има можност да ја заигра задницата на автомобилот и да ви даде една посебна живост и возбуда за управувачот. Овој модел е извонредно атрактивен и убав. Тој има пристоен мотор од 150 конски сили, има погон на задните тркала, има темперамент кој нема да ве остави рамнодушен, дури и ќе се забавувате зад управувачот на Џулија. Прашањето е од еден поопшт карактер. Колку може Алфа Ромео Џулија да се спротивстави на BMW, на Мерцедес или на Ауди? Според се, судејќи, Алфа Ромео има капацитет да се спротивстави на германското трио, но за жал треба да помине доста време за да Алфа Ромео се врати во онаа вистинска форма во која ја помниме на крајот на минатиот век. 38.500 евра дискутабилна цена за овој модел, но, како што реклав, Алфа Ромео не е само купување на возило, Алфа Ромео е стил на живење. Автомобилите се стил на живење. Тие се сведоштво на модерната технологија и на модерниот дизајн. Тие се скулптури, а не се само превозни средства. Со оваа филозофија Автомагазин 21 година ги следи автомобилите и све што е околу нив. Ние одиме на летна пауза, но ветуваме дека во средината на септември, кој ќе започне 22-та сезона на Автомагазин, ќе ги надокнадиме сите оние новитети и сите случаи на кои ќе бидеме присутни во текот на летните месеци. До гледање и ви посакувам да го поминете летото во добро расположение и да се видиме во добро здравје.